Добре дојдовте во уште едно ново видео. Ви посакувам убав ден, убава вечер, во зависност од тоа кога ќе го гледате видеото. И сакам со вас да споделам едно мое размислување на една тема која што се појави како резултат на една вежба што ја правев. Реков во претходното видео дека ќе се фалам, односно ќе споделам со вас нешто од тоа што го правам, да ве инспирирам на нешто. Може би вие ќе се пронајдете некако во тоа што го зборувам, бидејќи сум на едукација за гешталт и сум веќе 3-та година. Еве, да се пофалам, односно да споделам со вас. И во последниот период имавме една вежба на која што требаше да обрнеме внимание што правам кога ништо не правам и да ги запишеме нашите впечатоци, односно мислите кои што ни доаѓаат. Па еве ви и предлог вежба да проверите како се чувствувате вие со тоа дека ништо не правите, односно кога ќе си одделите за себе си 15-20 минути во кои ништо нема да правите. И може би некои размислувања кои што ќе ви дојдат додека сте во таа состојба на неправење ништо работи вежба, да ми се појави една мисла која што сакам да ја споделам со вас и што е практично и тема на видео, а тоа е мислата како стигнав до овде. Се разбира, тоа е само една мисла, меѓутоа јас ја обрнав внимание, ја разработив потоа, пишував нешто, запишував, размислував и така натаму. И она што сакам да го споделам со вас е прашањето како стигнав јас овде, кое што сметам дека е прашање кое што може да ни даде добри одговори и за тоа што сме го направиле во животот добро, успешно, според некои наши критериуми, стандарди и желби и потреби, но и за тоа кое што сметаме дека не сме го направиле доволно добро или успешно во текот на изминатата година, изминатиот период и така натаму. Сега во контекст на гешталт се работи нели со сега и овде, па така гешталтистички би ги донеле сите тие настани, случувања, размислувања во сегашноста, односно како од сегашна перспектива го гледаме тоа, меѓутоа дури да не е по тој принцип, нели во моментот можеме да правиме анализа и да го разгледаме само од нивото, аспектот, состојбата, ситуацијата, условите во кои што сме моментално. Затоа што тогаш, кога сме ги правиле работите, сме знаеле колку што сме знаеле, сме умеле колку што сме умеле, сме сметале дека тоа е добро, правилно, најмногу што можеме и нема потреба нели од осуда и критика, туку од овој сегашен аспект да погледнеме што е тоа што сме го правеле и ни помогнало во одредени полиња да бидеме задоволни од резултатите, да бидеме задоволни од тоа што сме го постигнале, да се преиспитаме, односно да видиме дали можеме да продолжиме на тој начин понатаму, што ќе ни донеси тоа понатаму во иднина, дали и тие чекори можеби веќе не ни се потребни, затоа што биле врзани со одреден период, со одреден стадиум на тоа што сме го правеле. Можеби сега ни се потребни некои нови, поинакви чекори. Но исто така ово може да ни помогне и за оние работи за кои не се чувствуваме доволно успешни, од кои не сме задоволни, кои не ги задоволуваат нашите критериуми, потреби и така натаму. Да го разгледаме тој процес низ кој што сме поминале, чекорите кои што сме ги презеле, чекорите кои што не сме ги презеле, што не кочело, каде ние самите сме се запирале во тоа, што не сме си дозволиле, можеби ни било страв да преземеме некои чекори и дали сега од оваа гледна точка тоа ни изгледа исто така невозможно, страшно, непотребно, се чувствуваме дека немаме капацитет за тоа или можеби нешто се промени. Затоа што многу често кога работите ги завршуваме добро и сме задоволни од нив и ни се успешни, некако како да ги тргаме настрана, како да ги забораваме, некако здраво за готово го земаме тоа. Добро, правев што правев, направив, успеав, беше добро, ми се погоди условите, имав помош, поддршка и така натаму. Меѓутоа, како да забораваме дека сепак клучниот фактор, оној кој што ги правел работите, сме ние. И можеби е добро да се потсетиме што се сме направиле, што се сме поминале, затоа што и тогаш кога сме успеале и кога сме ги завршиле работите, сигурно имало периоди во кои сме биле вознемирени, во кои не сме биле сигурни,
во кои сме се чувствувале дека не знаеме што правиме, сме преземале ризици, не сме биле доволно подготвени, но сепак сме замижале или сме стиснале заби, како сакате. И сме направиле нешто, сме презеле некој чекор. Можеби потсетувањата на тие искуства ќе ни помогнат и ќе ни инспирираат за нешто што сега сакаме да го направиме, а не се чувствуваме дека сме доволно подготвени, дека условите се задоволени, дека ги имаме потребните капацитети и вештини. Од друга страна пак, овие работи во кои што можеби не сме успеале и не сме задоволни и не излегле како што требало, како и да го наречеме сето тоа, со ваквата анализа можеби ќе откриеме некои други можности, некои други начини кои што во периодот додека се случувале, додека сме били инволвирани во тоа, не сме можеле јасно да ги видиме. Можеби сега од оваа перспектива ќе видиме нешто што сме можеле да го направиме или можеби во меѓувреме се сменили условите, ние сме се промениле, односно сме стекнале некои нови знаења, вештини, искуства и можеби можеме тоа да го направиме повторно на истиот или на сосем друг начин, или тие сознанија да ги искористиме за нешто што во овој период го планираме. Исто би било убаво да видиме дека и во тој процес во кој што не сме биле доволно успешни, според нашите критериуми, желби, стандарди, дека постоеле некои работи, некои искуства, некои потези, некои чекори што сме ги преземале, кои што можат да бидат корисни и можеме да ги употребиме и понатаму, односно, дури да не изгледа целокупно процесот дека е неуспешен, можеби постојат многу работи кои што може да ни помогнат во некој друг процес, во нешто што сега сакаме да го правиме. Така што сметав дека би било интересно да го споделам ова со вас, колку сакате да работите на себе, доколку ви е интересно, забавно, доколку се пронаоѓате во ова што го зборувам, да размислите малку на прашањето како стигнав јас до овде. Како што кажав на почетокот, независно дали се работи за нешто што било успешно и нешто што сте успеале, или за нешто што не било доволно успешно и што не ги задоволило вашите стандарди. Да го задржите фокусот на себе си, на она што сте го правеле или не сте го правеле, за да ви послужи тоа за се она што планирате можеби во идната година или во наредниот период да го правите. Јас лично не сум го правела ова секогаш, или сум го правела на некој различен начин. Многу често сум се критикувала, сум се обвинувала, премногу сум го задржувала фокусот на себе си, игнорирајќи ги условите, ситуациите, се она што одоколу се случувало, или пак сум се фокусирала на тоа што биле услови, на тоа што сум го немала, на тоа што не сум умеела, и на тој начин сум се откажувала, сум се повлекувала или сум ги оставала некои своји идеи за понатаму, за некогаш, за кога ќе созреат, кога ќе се создадат услови и така натаму. Мислам дека ова прашање како стигнав јас до овде, со фокусот на себе си, пред се, без да се игнорираат условите, ситуациите во кои сме биле, се што влијало од страна, би можело да ни даде некои одговори, кои би можеле да ги искористиме за понатаму. И ете затоа, сакав да го споделам ова со вас и се надевам дека некому ќе му послужи. А до тогаш ви посакувам се најубаво и сила и мудрост да се носите со она што е помалку убаво и што е дел од сечи живот. Се гледаме наскоро.